Од 1 септември сите во лов на диви свињи, освен ловците од Кочани, Виница, Македонска Каменица и Делчево. Концесионерите, освен ловци, треба да обезбедат присуство на ловочувар, инспектор за ловство и доктор по ветеринарна медицина. Ловците велат: ајде да го видиме и тој циркус како ќе функционира на терен, и се прашуваат која е логиката да не се лови во 4 општини каде што е откриена африканската чума, бидејќи тука има најголема потреба од намалување на популацијата на овој дивеч. Освен тоа на Плачковица, на пример, вообичаено ловат зрновјани, виничани, кочанци, штипјани и радовишани. Ама сега за првите 3 општини тоа е забрането, односно пола планина ќе се лови, а пола не. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го донесе решението за одобрување на ловење на дивеч под заштита, со кое започнува итна максимална депопулација на дивите свињи според акционен план дефиниран помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство. Концесионерите на дивеч во ловиштата се должни лово да го организираат во присуство на ловочувар, инспектор за ловство и доктор по ветеринарна медицина, а за стреланиот дивеч по завршувањето на ловот да се складира на одредено место. Исто така се задолжуваат концесионерите и управувачите со државни ловишта во рок од 5 дена да определат ловни денови за заселен одстрел на диви свињи.